Крстарејќи низ Скопската котлина изминативе 25 години, поточно речено низ нејзиниот јужен дел, попрецизно кажано низ долниот тек на реката Пчиња, низ незините десетина села, денеска распоредени во руралната општина Петровец, како што вели народот, наред дојде да ја посетам некогашната Бадаријана, да го посетам селото Бадар, по кое од памтивека па се до ден денешен го носи истоименото име на некогашната Атичка област, кое се распостила во долниот тек на реката Пчиња и е расположено на ниска тераса кај реката Пчиња на нејзиниот десен брег, и тоа на границата на просторната равнина од север и Прњарската Бадарска клисура на југ, да дојдам во родното село по баба на византискиот владетел од Македонија како император на Источното Римско царство, со кое владел 38 години од 525 до 565 година, христијанин и православен теолог, кого историјата го памети и како најголем кодификатор на класичното римско право, како една од најзначајните личности во доцната антика, императорот Јустинијан Прави. Убав пролетен ден во општина Петровец. Одиме да направиме репортажи во соседните села на оваа општина, како што се селото Бадар, селото Козле, селото Летевци, селото Брезово и другите околни села и населби кои што се наоѓаат во оваа општина. Наред дојде и селото Бадар, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, на некогашната Бадаријана, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Бадар, за Бадаријана низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село и за оваа област. Село Бадар е 25 км далечено од Скопје. Сега имало, од порано имало 22 куќи селото, така мало село било. Сега имаме, да ви кажам, може 10 куќи кои живеат тука постојано, другите се викендаши. Имаме преку 80 куќи сега. Направивме црква, водовод направивме, струја имаме. 15 години како ние, оваа генерација моја се поврати назад, па се повратија луѓето направива нешто, иначе беше точно пусто, немаше ни една куќа не живееше тука. За да дознам дел од историјата на селото Бадар, мештаните од селото Бадар ми предложија малку да прочепкам и низ атарите на неговите соседни села – Блаце, Козли, Таор, чие постоење на античката област Бадаријана е меѓусебно поврзано како нераскинлив дел кој се протега наназад во времето со векови. Но воедно ме советува дека приказнава за селото Бадар, за областа Бадаријана, да ја започнам од каселот Пчиња, па да ја продолжам со црквата Свети Ѓорѓе Победоносец во селото Козле, истата да ја поврзам со селото Горно Блаце, моите сознанија да ги надополнам со археолошките локалитети во атарот Дрма, Китка и Стар Пат, кои се наоѓаат во атарот на селото Блаце, локалитетот Градиште кој се распостила во атарот на селото Таор, а моето документарно истражување да го продолжам не само во Скопската котлина, не само во Република Македонија, туку на целата територија каде што се простирало Источното Римско царство Византија. Го послушав нивниот совет и приказната за селото Бадар, за областа Бадаријана и ја започнав од каселот Пчиња. Секој патник што го поминува патот Скопје-Солун може би го забележал кастелот како грабада растурени камења крај патниот рид, што и го спречил мирниот тек на реката Пчиња и да ја заобиколи оваа природна убавина од Господ дадена и да направи така наречен полуостров. Хоризонтот што ги окружува овие стрмни карпи пред речиси пред 1000 години пред Христа биле место каде се живеело. Археолошките наоди зборуваат дека тука својата култура ја граделе бригите, пајонците, македонците, римјаните, словените, османлиите.
Денеска овој кастел се наоѓа под знамето на Република Македонија, каде што со неодамна започнатите нови археолошки истражувања ќе се дефинираат дел од многуте неоткриени страници од неговата историја. До сегашните археолошки истражувања зборуваат дека во овој кастел животот почнал 3000 години пред Христа во едно мало селце кое било дарувано и изградено од природата, а тоа е денешното село Бадар. Керамичките наоди од ова населба се датирани од пред 1000 години од нашата ера, кои зборуваат за една организирана населба во која земјоделците, стоцарите, трговците ја граделе својата култура од освојувачите што доаѓале од север, но тие биле воини од пајонските племиња кои на страната на тројанците учествувале во Тројанската војна. Како една од граничните населби кон Дарданија, ова пајонска населба административно зависела од пајонскиот град Вила Зора, кој бил изграден на 20 километри од овој кастел. Од оваа висина се контролирале сите патишта што се движеле долж течението на реката Пчиња кон Егејското море или доаѓале од Солун кон надрештноста на Македонскиот полуостров, денеска познат како Балкански полуостров во сите негови историски периоди. Во 4. век од нашата ера, во науката овој период попознат како доцно римско време, кога веќе Римското царство е веќе така да речеме во една тешка агонија и е изложено на ударите на варварските племиња од север, овде во атарот на овој кастел 200 до 250 на години, овде на овој простор се одиграле многу знаени и незнаени битки, затоа што позицијата на овој кастел, кој се наоѓа веднаш под селото Козле, е стратешка, не само сама за себе, туку и по тоа што го контролирала патот, еден од најглавните патишта од антиката и средниот век, патот од Скопје до Солун. Овој кастел повторно свое значење добива во 4. век од нашата ера, кога античкиот град Стоби, кој е во непосредна близина, својот најголем процут го доживува кога во македонските градови се шири христијанството и почнуваат и да се градат ранохристијански базилики. Овој кастел од 4. до 7. век од нашата ера добива големо значење како стратешко место од каде што можела да се контролира целата фреквенција на движења на сите племиња. Кастелот Пчиња се наоѓа на само 2 километри јужно од родното село на чичкото на византискиот император Јустинијан I, од селото Бадар или Бадаријана, од каде што и Јустинијан заминал во Константинопол. Со јакнењето на Византиското царство зајакнува повторно позицијата на овој кастел кај реката Пчиња. Во крајниот западен дел се откриени остатоци на црква со фрагменти од црква кои хронолошки може да се врзе од 12. и 13. век. За ова, археолозите наоѓаат потврда во царските документи кои денеска се чуваат во рускиот манастир на Света Гора Свети Пантелеймон, во кој се вели дека митрополитот Серски Јаков како царски дар го добил манастирот и околината на управување. Денеска, со последната археолошка кампања, ова навидом растурена градба од Карпи ќе биде вистинско катче за одмор на патниците кои ќе уживаат во природата на овие планински врвови, но ќе имаат можност да зирнат во богатата македонска историја. Селото Бадар од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византиска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото Бадар во црковен поглед бил добро организирано. Тоа припаѓало на епархијата Скупи, која во средината на 5. век прераснала во митрополија. Според некои устни преданија, тука некаде во атарот на селото Бадар се родени скупските митрополи Дакус, Прегрие, Урсулие, каде што траги од духовното христијанско живење од тоа време, како што се еднокорабни цркви и ранохристијански базилики во атарот на селото Бадар се забележани на повеќе локалитети како што се локалитетот
Конјушница, локалитетот Давина, локалитетот Бадар, локалитетот Црквиште и други места. Се наоѓаме на самото место викано Христово воскресение, кое што по традиција на многу народи пред нас, значи поколенија си 100 до 200 години и повеќе уназад, па може да се каже и со векови, луѓето кои што го сакале Бог и прославеле за него и одржале традицијата, која што била великденска, значи се славело Христовото воскресение кога Господ Исус Христос ја победил смртта со смрт, и ова место е свето и бележено и ќе биде посветено на денот, вториот ден Великден, Христово воскресение ќе се вика. Значи по традиција тука секоја фамилија од селото Бадар си имала, како што може да заприметите, и свој камен, секоја фамилија, каде што на самиот ден Великден во чест на Господ Исус Христос раздавале ручек и го споделувале со тоа што го имаат богатите, го споделувале со тоа што го немале сиромашните. Значи тоа е самото место каде што сега со Божји благослов ние помладите сакаме да изградиме храм кој што ќе биде посветен на Христовото воскреснување и ќе се вика храм посветен на Господ Исус Христос, воскресение Христово. Тоа е самото место овдека, значи каде што сега моментално стојам позади мене, тоа е Светиот крст. Што стои, па јас по некоја си моја информација, некои си мои поколенија, значи дедовци и прадедовци го памтат некои си 200-300 години дека е тој тука крст кој бил посветен на Господ Исус Христос и православниот празник Воскресение Христово. Од 1365 година и македонскиот крал кралот Марко од 1371 година. Воедно, пишени документи и материјални докази за ова населено место имаме и во отоманските дефтери кои датираат од 1371 година па се до 1912 година. Првите податоци за селото Бадар се содржат во пописниот отомански дефтер број 24 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Бадарие, во кое имало 18 куќи, во кои живееле 16 рисенски и 2 отомански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи и речиси истите податоци како и дефтерот број 24 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Бадар се спомнува како Бадаре и припаѓа на Косовскиот вилает. Шест години у Бадар живееме тука, цело лето сме. Роден сум у Скопје, кисела вода, стара кисела вода, не. Таму сум роден. Сега во Бадар одека рече дека си скоро 6 години. Да. Како ги поминуваш овие пензионерски денови? Многу убаво, да ги направо. Многу. Си работички ме по вака си работиме, си имаме фине да кога е убаво времето. Фино е. Еве одека гледам во твојот двор има и овошки. Што овошки е насадено? Овошки ги насадив за моите внуки. Имам 4 внука. 3 женски, едно мушко. Јас сум работел у Немачка, градот Есен. Со него сум ишол на монтажа по, например, кај Siemens, не? Па имам работено у иноземство доста, имам у Венецуела, Ирак, Турска бев, кај овие бродовите што ги пунат со бензин, не? Ги правевме ние тие инструменти, ги работевме, не? Од тој пат од Турска до границата на Ирак. Добар ден. Добар ден. Вие сте од ова село довде? Ја не сум од ова село. Од каде ама си? Јас сум од Кочани. Од Кочани? Тука сум мажена. Овдека, аха. Да. Од кој место од Кочани, од градот? Баш од Кочани сум. Так.
И овде живеете Овде ми сега? е супер. Пензионери сме со сопругот Така? и тука 7 месеци седиме, дока е ноември месец и в Скопје си живееме, во аеродром. Вака ова да ве прашам, кога сте тука постојано, што вака поработувате? Па си садиме бавчичка, нешто пиперче, патлиџанче, бостанче, пченка, тикви, све си садиме. Значи, ова се што ви треба Се што ни треба за дома, живеачка. све. Оти нема од кај да се купи. Вака да направите една споредба, пошто сте од град што се вика, Да, живеено имате. граѓанка сум, права граѓанка. Имате живеено и во Скопје. Да. Од 82 сум во Скопје. Така. Дојдем. Која е вашата препорака на сите млади луѓе во Македонија кои што живеат во градот, кои што се или по потекло од село или се пак стари граѓани, дали е убаво да се живее во? Како не е на селска убаво, населба? тука е чист воздух. Ова е воздушна бања, тука. Во Скопје е загадено од автобуси, од камиони. Тука е убаво. После галама има по зградите, ние у зграда живееме. Се трупа, секогаш се некој буши, се некој поправа. А тука ни е убаво. Тука животот си го продолжуваме. Ова да те праша вака едно, во градот да речеме младите луѓе одат во театар, одат во кино, оние луѓе со кои што се во подминати години излегуваат да речеме во парк и така, овдека За нив е само тука. само овде. Само тука. Кога И паркот не е кој знае колку чист, ама тука Меѓутоа, ние летно време не осеќаме врукина никаква. така. Секогаш ветерче така помалку си дувка и многу е пријатно. Ова да ми кажеш, од кога ќе зајди сонцето, каде и со кого се дружите, со соседите, што си вака му обете да речеме? Па се одиме, еве, по куќи у дворче ќе си седнеме, обично, еве, ние имаме тука лози, како што гледате. Тоа е све покриено летно време, како тунел е. Тука си седеме, ни доваѓаат комши и мовеци правиме. А пак вашите семејство кај се наоѓа? Моите најстариот ми брат во Кочани е со Така. фамилијата. Така, Тука имам уште еден брат така. и јас. И доаѓа се гледате вака? Се гледаме, доваѓаат. Така. Не им препорачуваш да речеме да појдете во некој село Како не, така? Како не препорачуваме, препорачуваме. Нема у Кочани каде да одат. Така. Дека селото Бадар на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 17 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои и Јован Драгашевиќ во неговиот пишан документ под наслов Југоисточно полуострово, издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд Вовед во римската правна и уставна историја, издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото Падот на Римската империја, Новата историја на Рим и варварите и многу други. Како ми живееш денеска? Па добро е, сврма годините, добри сме. Колку ги направи? Па 78. 78 без 280, а? И тука си, Така. Со кого живееш овдека во со Бадар? жената. Со бабичка, да? Да, Териза, да. те слуша? Слуша. А, така. Кој ти се комши што се вика вака оде за лошо зарно? Па ево, он е прво тука ми е комшија, Како се вика? трае. Така, други? И кој ќе дојде сега уште еден месец друг има, и имењак ми, јас викам Димче, и тој се вика Димче. Сега ќе дојдат сите од марта наака, сите што сме староседелци овде во Бадар, си дојдат од марта. И што си му обети вака кој ќе се видите? Па ето од прошлост. Како било селото, како работеле старите, како се слагале и така. Кој ти се комши што се вика вака оде за лошо зарно? Па ево, он е прво тука ми е комшија, Како се вика? трае. Така, други? И кој ќе дојде сега уште еден месец друг има, и имењак ми, јас викам Димче, и тој се вика Димче. Сега ќе дојдат сите од марта наака, сите што сме староседелци овде во Бадар, си дојдат од марта. И што си му обети вака кој ќе се видите? Па ето од прошлост. Како било селото, како работеле старите, како се слагале и така. Иначе имало 17 куќи било селото и така живееле. Секоја куќа имало по 5 деца. Школа сме учили у Кожле, у Блаце, до 4-то оделење. После од 4-то, некај Петровац кој можел. Иначе овде тоа било, 17 куќи било, сите со зевгарчиња се орело, али добро бе животот. Тоа време. Со стока,
кози, овци, секоја куќа имало 50 овци, кози имало. И така, тоа време, како што било, така сме живееле, али добро беше животот. И сега, пак добро е, кој е на нога, кој може, така си има животот. Втората половина на 18 век за Бадар е период на обновување на селото, испразнато од страна на арамиската дружина, предводена од Јусуф Кадир Мустафа, која бројала околу 700 луѓе од албанска и турска националност, која действувала во соработка со одредени феудалци и државни службеници од Скопчата каза по нејзината цел за ликвидација од страна на тогашните отомански власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата некогашна црква Свети Атанасий на местноста Манастириште на источниот дел од селото. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од Бадар во 1875 година да ја обноват селската црква, кој е најголем соборен храм во селото и се наоѓа во горното мало. На 100 метри северно од селото Бадар се наоѓа црквата Свети Атанасий. Одека во овај свет македонски православен храм секоја година за Свети Атанасий зимен и Свети Атанасий е летен, мештаните од селото Бадар доаѓаат на летната слава. Јас од ланската година, значи ова е втора година веќе, ја обнови славата и во чест на Господ Исус Христос. Сакам и затоа сум ме собрал вас тука да се измолиме заедно да ми ги отвори тие свети Божји тајни и порти, да го направам храмот каде што некој пева тука. Затоа мој благословен ручек, сега сме во еден број, не има одлучено со Божји 500, да биде дека до 3, до 4, до 5 пати повеќе тука да го славиме Христос и да се поклониме на местото каде што е свето и каде што е Божјо. Затоа ве собрав тука во чест на Бога, во чест на Исус Христос. Ова е јагнето овдека, односно ова се јагнињата што се овдека припремаат, готват динстат. Ова се јагниња беровски од Гиле. Гиле ни ги носи јагне топ македонско здравје, што иде за извоз. Многу јагниња, вакви јагниња нема на светот. Христос воскресна и на здравје да ви е ручекот. Додека престојував во атарот на селото Бадар и додека се чувствував како дел од историјата на ова парче земја и додека го разгледував просторот кој јас за момент му припаѓав и додека го праќав погледот кон хоризонтот кој ме обкружуваше, високо на хоризонтот, високо над Бадарската клисура, на северниот дел од живописните планински врвови кон мене, во моите очи се прекрашуваше од блесокот на сончевите зраци од еден стар, мощен стар објект, а според тоа што моите очи може да го забележат, иако беше мощен далеку, ми наличи на стар, на вистина мощен стар, средновековен христијански православен храм, се упатив кон него за да го збогатам моето сознание за Бадаријана, според собето што претходно ми го дадоа моите домаќини Бадаријани. Но приказната за овој христијански средновековен православен храм, како составен дел на приказната за Бадаријана, драги мои, ќе ја продолжам во наредните неколку документарни емисии кои ќе следуваат.